Почитувани сограѓани, еден од покапиталните проекти за Прилеп, кој ги реализираше оваа локална самоуправа, е секако проектот за јавен градски превоз кој започна да функционира во 2014 година со повеќе линии низ градот. Тогаш потерекот на сите урбани центри, Прилеп за прв пат во историјата доби јавен градски превоз и заедно со Скопје се единствени градови во Македонија кои имаат јавен градски превоз. Превозот на патници се врши со 5 нископодни автобуси. Наплатата се врши во самите автобуси со монети или со електронски картички кои можат да се купат во наплатниот центар. Цената на едно возење со монети е 20 денари, додека со електронските картички цената на едно возење е во зависност од бројот на возења во просек 15 денари за едно возење. Со што Прилеп има најевтин градски превоз во Македонија, субвенциониран во голем дел од локалната самоуправа. Јавниот градски превоз се покажа како голем бенефит за сите жители на општина Прилеп. Во просек за овие 4 години јавниот градски превоз го имаат искористено повеќе стотици илјади наши сограѓани. Во поголем дел градскиот превоз е субвенциониран од буџетот на локалната самоуправа до сега, така ќе биде и понатаму. Покрај превозот на патници, јавниот градски превоз врши и превоз на ученици, бесплатно превезува студенти, а бесплатно ги превезува и лицата со посебни потреби, како и лицата кои имаат одреден инвалидитет. Гордоста за формирање на јавниот превоз е уште поголема, бидејќи тоа е идеја на пензионерите која ние ја реализиравме заедно со нив, а произлезена од денот на идеи. Токму поради овие резултати и потреба на граѓаните, наша обврска е да го продолжиме и модернизираме јавниот превоз во Прилеп. Во наредниот период планираме набавка на 10 нови нископодни автобуси, со што ќе се овозможи поефикасен, поудобен и поквалитетен градски превоз. Со набавката на новите автобуси ќе се зголеми бројот на линиите во градот. Во иднина се планира со јавен градски превоз да бидат поврзани и следниве населби: Тризла, каде што живее претежно ромско население. Ќе има линија за населбите во основното училиште Гоце Делчев, за населбата која се наоѓа наспроти компанијата Жито Прилеп, како и линија која ќе собраќа на релација кон типската населба. По набавувањето на новите автобуси се планира воведување на градски превоз и до населените места по фази. Во првата фаза, а тоа е наредната година, ќе бидат опфатени приградските населени места, и тоа Селце, Мажучиште, Мало и Големо Којнари, Кадино село, Галичани, Беровци, Алинци, Старо и Ново Лагово, Загорани и Веселчани. Во втората фаза, која ќе започне во втората половина идната година, ќе биде опфатен Тополчанскиот регион, и тоа Чепигово, Тројкрсти, Тополчани, Клепач, Ерековци, Канатларци и Подмол. Во третата фаза ќе бидат воведени редовни линии во пазарните денови за Витолиште и Големо Радобил. Во план е и набавка на електрични минибуси за централното градско подрачје, кои би се користели за превоз на туристи до манастирите и познатите локалитети во околината на Прилеп. Се планира поставување на модерни автобуски постојки. Се планира исто така современување на автобуски постојки со информативни табли за следење на автобусите во реално време и дојава за пристигнување на самата постојка. Ке воведиме електронско следење на автобусите и електронско вадење на карти преку мобилен телефон и интернет. Ке воведиме бесплатен јавен превоз за пензионерите во пазарни денови, среда и сабота, и бесплатен превоз до гробишта во недела. Со она што исто така потребно за јавниот градски превоз е изградба на сопствена автобаза, терминал, во чиј состав би функционирале сервисен центар, сервис за одржување на хигиената на возилата, сопствена пумпа за гориво и паркинг простор за автобусите, отворен и затворен дел. Таа автобаза ќе биде сместена кај Сточен пазар. Токму поради ова, почитувани сограѓани, гласајте за број 13. Гласајте за побезбеден и модерен јавен превоз во Прилеп. Гласајте Прилеп да го задржи својот европски лик.